Јас веќе би требало доктор Николов да го имам и на телефон. Доктор Николов, добро утро. Добро утро, Сашо, како сте? јас- Поздрав за вашите гледачи. Јас сум одлично, благодарам, еве, се штитиме со маски, се обидуваме да... Морам да ви кажам дека последнава година, барем што се однесува до нашава редакција, со едно големо внимание немавме ни еден случај тука заразен, да кажем, иако имаме по 10 на 12 гости дневно, ама еве како вас на Zoom гледаме што повеќе да истераме на телефони, на некакви линкови и така натаму, што помалку во студио. Како сте вие, доктор Николов, утринава? Фала на прашање. Одличен е од утрово со обврски во канцеларија, во кабинет и морам да кажам дека ова е уште еден доказ дека почитувајќи ги мерките на носење заштитна маска, дистанца, дезинфекција на просториите, луфтирање, може да се избориме со COVID-19 пандемијата. Се согласувам. Еве да почнеме од таа тема, доктор Николов. Каква е ситуацијата во Штип? Знаеме дека Штипската болница е една од најоптоварените. Се попушта ли тој притисок или се уште притисокот висок? За притисокот е уште висок, како што кажавме уште пред месец и пол, дека бројот на новозаразени најголо почна да расте. Бројот на новозаразени не само од Штип, но во целиот регион и како регионална болница, колегите ги прифаќаат сите пациенти од регионот. Во прошлата недела, некаде средата или четвртокот, се отвори модуларната болница со сите 47 лежачки капацитети кои што ги поседува истата. Се надополнија на оние на инфективното оделение, така да во овој момент, односно по вчерашните бројки, некаде околу 100 пациенти се хоспитализирани во клиничката болница Штип, 47 се хоспитализирани во модуларната болница, а околу 53 се хоспитализирани во инфективното оделение и анестезија, таму има уште 7-8 пациенти кои што лежат во тој дел. Доктор Николов, да ве прашам и како експерт здравствен, се разбира, не само како градоначалник. Што се видовме дека владата вчера воведува сега нови мерки за острување и така натаму. Не ви се чини дека тоа можеше и порано да се направи, дека тоа можеби мораше порано да се направи пред 2-3 недели, бидејќи до вчера тврдеа дека и да ги воведат мерките ќе нема промени и така натаму. А сепак очигледно е дека најголемото ширење го прави една помлада генерација која сака навечер да се собира, да се дружи. Се е тоа нормално, но условите здравствени се такви какви што се. Што мислите, можеше ли ова и пред 2-3 недели да биде воведено? Оваа година искуството, да ви кажам право, не сум сигурен колку и оваа мерка ќе даде резултати, а ќе даде резултати сигурно, ради тоа што во најмала рака ќе се колку и да тоа ни е тешко на нас помладите или младите, меркава со затварање на гостителските објекти кои што ќе биде тешко за самите угостители. Меѓутоа ќе даде резултат заради тоа што нема да имаме секојдневно собирање по 4 на маса или по повеќе на 2-3 маси. Гледано ретроспективно, оваа година ние покажавме моменти на дисциплина. Доктор Николов, се извинувам, звукот е многу лош, барем кај мене во студиото, се надевам дека тоа е нешто подобро во програмата. Да, сега вака. Сега мислам дека е подобро, еве, повелете, се извинувам, бидејќи има... Се извинувам, јас пробувам со телефонот дека на... Да. Значи, последните година дена покажавме дисциплина како народ, меѓутоа покажавме и периоди на недисциплина. Доколку го имаме полицискиот час, ако ви текнува кога беа и карантините преку викенд, тотален локдаун за викендите, нашите млади се собираа во викендици, во групи, таму никој не знаеше што се случува. Меѓутоа, од декември па наваму, веќе си имаме работа со така наречениот британски сој на COVID-19, можно и бразилски сој, или не знам како уште не сој може да се протне во меѓу луѓето. И овој сој, за жал, ги напаѓа и младите. Така да бројката на починати е веќе различна. Мешовит, ако беа пред 4 месеца над 65 години со коморбидитети, сега веќе имаме 32, 24, сега знам дека пред некој време почна многу младо момче. Така да сега бројката ги опфаќа, односно самиот британски сој го опфаќа и младата популација, кои што пред 4 месеца беа само трансмитери.
сега се тие тешко заболуваат и завршуваат, гледаме и клиничка болница Штип, бројката на млади инфицирани пациенти во средно тешка и тешка состојба е зголемена, што дава фактот дека овој локдаун веќе е овој полициски час и затварање на ugostителските обекти е веќе од морален чин. Доктор Сашко Николов, градоначалник на Штип, сакам да ве прашам и нешто друго на поинаква тема, но исто така во ваша надлежност. Ја гледаме оваа сторија со ова што се случуваше со овој несреќен овчар кој што не успеале да го транспортираат навреме во Кратовско и така натаму. И сега нормално следува целата таа низа, а можеби е тоа нормално да се приспита кој потврди и сето тоа. Меѓутоа, она што мене ме фрапира е што во цела општина Кратово немало ни едно возило джип кој што можело да биде ставено на располагање на таму некаков оперативец за овој вид на кризни ситуации. Општина Штип располага ли со некаков капацитет, значи полицијата нема, треба армијата да се пробуди да излезе од касарни за да набави. Има ли противпожарни служби, полиција, самата општина, имате ли возила за овој вид на интервенции, макар еден джип? Па вака сега, општината како општина нема такво возило кое што би можело да излезе на високи терени, мада Штип е и познат по рамнините кои што ги има и брдата високи, ние немаме големи планини освен Плачковица која што е во наша близина. Меѓутоа, ние имаме одлична соработка со касарната која што знаете во Штип се наоѓа сместен НАТО баталионот, така да комуникацијата и со командантите на оваа касарна е, да не речем, и на дневна основа лесна и брза. Од друга страна, самата шумска полиција, самото шумско предпријатие располага со соодветни джипови кои што се генерално на терен и се во оние почивало делови каде што се наоѓаат во високи подпланински и планински делови каде што континуирано ротираат и патуваат, така да до сега ние не сме имале проблем ваков од овој калибар да наш сограѓанин се заглави или повреди на планина или во некој недостапен дел. Меѓутоа, кога беа снежните наврнежи пред 2 месеци, со хеликоптер во соработка со касарната, односно со војската, се достави храна до оние недостапни делови. Само на кратко да ве прашам, доктор Николов, бидејќи ќе го имам денески Стојанче Ангелов овдека, Демократскиот сојуз бара реформа на кризниот систем во Македонија. Вие сте градоначалник на голема општина. Мислите дека може да се направи некаква интервенција во целиот систем за поголема ефикасност? Па видите, со добро менаџирање, вие точно ќе знаете што ви недостасува, каков кадар, ресурс или било што ви фали. Така да верувам дека, познавајќи го лично господин Стојанче Ангелов, верувам дека има визија во кој правец треба да ја води самиот кризен центар и мислам дека со таа визија ќе направи подобри услови за работа. Доктор Сашко Николов, градоначалник на општина Штип, ви благодарам за ова утринско јавување на рапорт од нашата источна, да кажем, централа. Се надевам дека следните јавувања ќе бидат и со подобри вести, барем во однос на пандемијата. Па и јас се надевам да ви кажам, вчерашните бројки беа 11 ново заразени, 37 оздравени, што дава една светла точка во пресред на полицискиот час, така да се надевам дека наредното слушање, што е моје задоволство, ќе биде со растаретени бројки и растаретени болници. Ви благодарам, доктор Николов. Се слушаме сигурно еве и во наредниот месец, во април, ќе видиме како и што се одвива низ Штип и Штипско. Благодарам уште еднаш. Поздрав до вас, вашите гости.